Често среќаваме дека некој дел од револуционерите во ВМРО имале некое бугарско самосознание, а и голем дел од, тоест сите документи од ВМРО биле пишувани на бугарски јазик. Како може вие како историчар тоа да ми го објасните мен? Значи, бугарското писмо е кодифицирано во 80-тите години на 19-тиот век и голем дел од македонската емиграција се наоѓал во Бугарија и таму се наоѓал и задграничниот комитет на ВМРО, така што писмото кое тие го користеле во тој период за да биде унифицирано, го користеле она со кое во тој момент се располагало, но например нашите преродбеници кои биле во Санкт Петербург најчесто пишувале на руски јазик. Нашите студентски друштва од Швајцарија пишувале на француски јазик. Тоа не значи дека Анастас Коцарев, кој барал независност за Македонија во 1919 година, и сите тие интелектуалци македонци кои пишувале на француски јазик, дека се французи или швајцарци. Исто така Крсте Петков Мисирков, Димитрија Чуповски и плејада нивни соборци, бидејќи биле во Санкт Петербург, најчесто пишувале на руски. Дали тоа значи дека биле македонците руси? Или, например, бугарите во Русија, поготово во Бесарабија, тие 99% пишувале на руски јазик. Дали сега може Русија да им каже, или руските историчари, еве, вашите бугари пишувале на руски јазик во тоа време, вие сте руси. Значи, тоа е една небулоза која сакаат да ја злоупотребат всушност и да влијае врз одредени македонски граѓани и македонци, да доведе до забуна дека се работи за некакво бугарско национално чувство. Не, напротив, во мојата книга има собрано од многу револуциони истакнати војводи, каде што од документите го нагласуваат своето македонско национално чувство. Но во основните документи на ВМРО избегнато е националното, затоа што веќе кога се создала ВМРО, биле туѓите пропаганди навлезени до тој степен во училиштата и во црквите, што можело да доведе до братоубиствена борба. Затоа тие се повикуваат пред се на христијанското население, не велат бугари. Туку на христијанското население на Македонија ги повикуваат сите да се придружат на организацијата, да ја организираат и да ја ослободат Македонија. И тоа исто така покажува дека се работи за едно автохтоно оригинално движење кое за Софија вели зад границата, задгранично представништво. А за Македонија велеле, Гоце Делчев вели македонско и внатрешно. А кога пишува за Бугарија, пишува бугарско и надворешно. Јасно, да. Многу јасно има дистинција прават и затоа, впрочем, и Гоце Делчев и сите тие наши револуционери во тој период жестоко се бореле, а најмногу Гоце Делчев против влијанието на Бугарија. Тој се заканува на Бугарија ако се вмеша во внатрешните работи на Македонија, дека ќе имаат работа со него, се додека неговото рамо крепи пушка. Многу јасен и тоа заканите ги упатува до највисоките генерали на бугарската армија. Имаме еден датум, 8 септември 1944 година. Тогаш имаме некоја карта од Македонија заедно со српскиот дел од Пирот, некој дел од Пиринска Македонија, каде што кажува ова е независна Македонија за време на окупацијата, тоест кога бугарите се повлекуваат.
дали има овој датум 8 септември 1944 година некаква поврзаност со 8 септември 1991 година или дали тоа само една коинциденција што се случила? Во мојата книга имам објавено документи дека имаме докази дека уште од 1943 година германските известувачи од Македонија укажуваат дека има голем судир меѓу македонците и бугарите. И всушност дека македонците никогаш не ги прифаќаат бугарите. Јасно. Но има и документи од 43 година кои веќе укажуваат на тоа дека германската држава веќе им спрема во грб на нивните сојузници бугарите една, да речем, една многу непријатна ситуација, а тоа е дека при размената на заробеници меѓу првата македонска и втората македонска бригада со германските формации кои биле во Македонија, во архивот на Македонија се сочувани писма на германски јазик, каде што командантот на германските формации се обраќа до командантот на првата македонска бригада со наслов до командантот на македонската национална армија. Тоа што значи? Дека Германија веќе на некој начин воено ја признава македонската национална армија. 43 година. И веќе во следните извештаи германски гледаме дека тие веќе се спремаат за моментот кога Бугарија е можно да капитулира и дека е потребно да се формира една независна држава Македонија по угледот на независна држава Хрватска. И тоа се случува на 8 септември, кога приврзениците на Ванчо Михајлов во Македонија ја формираат независна држава Македонија, односно формираат управа која не можела да заживее во пракса, само функционирала во градот Скопје повеќе, со оглед на тоа дека македонското партизанско движење, односно веќе формациите на македонската војска веќе контролирале голем дел од територијата и не можеле да се наметнат врз населението. Но она што е многу значајно, во архивот на Македонија се чуваат оригинални весници од списанието Македонија издадено во Скопје 41 година од Стефан Стефанов, уредник. Во првиот негов број од 41 година почнува Българскиот народ во Македонија. А истиот тој Стефан Стефанов на 8 септември во списанието Македонија почнува со македонскиот народ. Значи, овие луѓе кои биле цело време со голема недоверба гледани од бугарските воени власти и полициски власти, испаднало дека се сосема во право, дека и овие луѓе не биле за доверба кон бугарската власт. И тие во тој весник од 8 септември веќе пишуваат на македонски јазик од Скопското говорно подрачје. Значи тие весници ги имаме во оригинал, ги чуваме во државниот архив. Не е лошо и тие да ги побараат кога веќе бараат некакви докази. Таа независна држава НДМ како управа постоела до 13 ноември, ослободувањето, нели, можеме да кажеме, на Скопје. И зошто сега во 1991 година е избран 8 септември за референдум и Ден на независноста, тоа прашање останува отворено за идните генерации на историчари кои ќе имаат доволно време до крај да ги дорасчистат тие мотиви, дали има некаква
поврзана со 8 септември 44 или е сосема случајно одбран датум. Но во секој случај прашањето е загадочно, провокативно за историчарите и се надевам дека понатаму ќе се расчисти и тоа прашање. Имаме сега теза со бугарскиот договор, дека и бугарските толкувања дека македонскиот јазик е бугарски дијалект и дека македонците пред 1945 година зборувале бугарски. Дали ова вистина и што вие мислите за ова? Целокупната светска лингвистичка наука се согласува со тоа дека македонскиот литературен јазик е создаден исто како и бугарскиот литературен јазик и сите литературни јазици на светот, односно врз основа на дијалектите на територијата на Република Македонија, кои во својата основа имаат своји специфики, кои се единствени за македонскиот јазик. И тука нема што да се дискутира. Во ова наука, бугарската лингвистичка наука е изолирана. Меѓутоа, сакам како историчар нешто да кажам, дека и во оваа книга исто се прикажани документи каде што уште во 16-тиот век емисари од Ватикан кои биле на територијата на Македонија оставиле записи на грчко писмо кои до 1958 година никој не можел да ги прочита, а се чуваат во Ватикан, затоа што никој не го разбирал јазикот на тоа грчко писмо. Се до моментот кога двајца универзитетски професори од Рим и од Париз откриле дека се работи за писмо и за јазик кој го зборуваат современите македонци и дека се работи за македонски јазик. Значи, 500 години наназад записите, и тука има и преводи на песни што се собрани од Костурско. Секое детенце кое денес ќе му ја прочитате песната од пред 500 години како што се пеела, ќе го разбере. Ќе ја разбере песната. Исто така имаме документи од 17 и 18 век, записи 19 век и така натаму, во кој македонците пишувале на македонски народен говор. И кога ќе се спореди тоа лингвистички, се гледа дека Блаже Конески и Круме Кепески всушност исклучиво се базираат на јазикот кој го зборувале предците нивни наназад барем 500-600 години до таму каде што имаме докази. За разлика од бугарскиот јазик, современ литературен, во кој има стотици и стотици руски зборови. И тоа уште повеќе го оддалечува бугарскиот литературен јазик од македонците. Зошто бугарите и бугарската лингвистика во тоа време вовеле руски зборови во бугарскиот современ јазик, тоа е само тие знаат и тоа е нивни проблем. Меѓутоа, покрај разликата која ја има во меѓу бугарските дијалекти и македонските дијалекти, дополнителен проблем е и руските зборови, велам стотици и стотици руски зборови, кои не припаѓале на бугарскиот јазик народен, се ставени таму, само тие си знаат. Но она што е сигурно, повторувам уште еднаш, македонскиот литературен јазик е создаден исклучиво врз основа на, можам да слободно да кажем, 1000-годишниот развој на македонскиот народен говор и македонските дијалекти. Тој потекнува од утробата на оваа земја. Целата политика на бугарите е тоа дека ние имаме заедничка историја и дека сме еден народ на две држави. Па сакам да ве прашам што значи терминот тоа заедничка историја и дали воопшто имаме таква со бугарите? Заедничка историја е многу широк поим. Ако е заедничка историја, целата историја, тоа значи дека е еден народ. Значи, тоа не доаѓа предвид.
имаме многу различни процеси низ кои поминувале овие два народа и имаме некои кои биле и заеднички, како што впрочем тоа го имаме и со србите, а го имале и бугарите со србите. Јасно. Значи сега кога гледаме дека нивните први револуционери се и преродбеници барале соработка и барале поддршка во и биле емигранти во кнежеството Србија, така и македонците барале поддршка од кнежеството Бугарија. Јако логика. Ама никој на нив нема да им каже, знаете што, на униформите, односно на капите од бугарските револуционери ја има српската кокарда, нели? Има фотографии така. Ама никој не милеше сега, вие сте срби на бугарите. Значи, ова е една многу голема небулоза, кога се сака со сила да се представи нешто што науката не може по ниедна основа да го докаже. Ние може да имаме заеднички делови од историјата кои сме ги споделувале во одредени системи. Например, ние имаме заедничка историја во склопот на византиската држава, заеднички историја во Османлиското царство, значи сме биле во една држава, нели? Сега ги спомнавте македонските ополченци. Тоа се доброволците македонски. Тие, замислете, над 11.000 македонци во Бугарија се пријавиле како доброволци да учествуваат за ослободување на Македонија. Па тоа не е доказ дека тие се бугари. Тие само се приклучиле на бугарската армија, дозволетени и формирани се и македонски дивизии. Да ние ослободиме. И што направија бугарите? Наместо кон Македонија, македонските дивизии се упатени кон Турција. И да го задушуваат српското востание во Тимочка крајна, во Србија. И тоа било најголемото разочарување на македонските доброволци, затоа што сите биле свесни дека ако македонските дивизии учествуваат во ослободувањето на Македонија, нели, од бугарската војска, дека тие после самите ќе си припишат македонците дека сами си ја ослободиле својата татковина. Тоа нема ништо случајно. Но во оваа книга постојат и докази од Карнегиевата, извештајот на Карнегиевата комисија, кој не е представен во бугарската верзија, а го има на 94-та страница од англиската верзија, каде што ги пишува токму овие работи, дека опасноста од создавање на македонска националност ги приморало бугарите да ги пратат македонските дивизии кон Турција, а не кон Македонија. И таа 94-та страница ја нема во бугарската верзија.